Речиси 2 недели по изборите, кога цел народ и сите граѓани ги знаат изборните резултати и фактот дека Социјалдемократскиот сојуз доби помалку гласови, а ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија освои поголем број на гласови, господинот Зоран Заев се уште се обидува да манипулира со изборните резултати. Не дека господинот Заев не знае кој победи, а кој ги изгуби овие избори, тој многу добро знае, но предпоставуваме дека некој одгоре, како што тој комуницира во своите СМС пораки, му наложил така да се однесува. И тоа што се повикува на некаков црн 24 декември, на некои поранешни кризни ситуации, само е показател дека целта на господинот Заев е со своето действување да продолжи да ја одржува во живот кризата во Република Македонија која што тој ја создаде. Донекаде и го разбираме, затоа што има потреба на неговите соработници, на кои им ветуваше победа, да ги држи во кохезија и тој пораз да им го представува како победа. Истовремено, сметаме дека има потреба и за внатрепартиска консолидација, ако се повикува на некои минати датуми во кои што пратеничките групи на СДСМ биле дел од некои кризни сценарија. Но политиките на креирање на кризи и на деструкција и пазарање со националните интереси завршија на изборите на 11 декември.